8:30, а сега е повторно време за гости. На гостија имаме познатата психотерапевтка Розета Паскали, а нашата Слободанка ќе го води разговорот и ќе ни откриете заеднички за тоа кои се првите симптоми дека можеби нам вистина ни е потребна психолошка поддршка или психотерапија. Розета, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И можам само да предпоставам колку многу работа имате последниве години, особено после пандемијата, така? Па и за време на пандемијата и сега има се поголем интерес во однос на психотерапијата и во однос на тоа да луѓето едноставно сакаат, бараат помош и поддршка. Се охрабриле да споделат дека и нешто ги мачи. Тоа е добар знак сепак. Постепено таа стигма се некако се надминува, да, и сега е веќе многу поинаку, но можам да кажам дека е поинаку за Скопје. Бидејќи јас сега вака го почнавме разговорот, почнав да работам едукативни групи и во Охрид и во вака го испитувам интересот во другите градови, а некако таму не е баш така. Во Скопје веќе има големи промени на тој план во однос на потребата од личен раст и развој и да си имаме свој матичен психотерапевт, како што си имаме свој матичен лекар, стоматолог, да си имаме и семеен психотерапевт, ми се чини дека е потребно. Одлично решение и ќе избегнеме многу неволји во животот. Повелете. Па секако, затоа што психичкото и телесното здравје се поврзани и влијаат едно на друго и добро е како што имаме култура секогаш кога имаме некаков телесен проблем да отидеме на лекар, да се консултираме и да користиме некаква терапија која е потребно, нели, оно што ќе нас советува лекарот и да го применуваме тоа и да се грижиме за телесното здравје. Добро е да се промовира таа култура, да се грижиме и за психичкото, менталното здравје и да биде тоа нормализирано, да не се прогласува како некоја стигма за која нели не треба да се зборува. Или да кажеме народски, не е срамно ништо да се посети психотерапевт. Така, на крајот на краиштата. Сузе, благодарам за најавата. Уште еднаш добро утро до гледачите, можеби за оние кои малку подоцна се вклучиле. Добро утро, Розета, потребна си ни на вистина. Еве вака и понеделнички да разговараме токму за ова што еве сега го започнавме на ваков начин разговорот, како што слушнав да Скопје веќе се рушат тие бариери и едноставно луѓето си бараат психотерапевт. Не мора да ние имаме не знам какви психички проблеми, психотерапевтот е потребен и во секојдневието во кое што живееме на своите работни места, сите оние стресови кои што ги доживуваме лично и така натаму. Меѓутоа, токму затоа ова утро ќе поразговараме и едноставно сигурна сум дека гледачите со внимание ќе не слушаат, затоа што го имаме и насловот на ТВ екраните. Кои показатели укажуваат дека е време за психотерапевт, затоа што можеби некој и воопшто не е запознаен со нешто такво. Со оглед на тоа дека убаво кажа и Сузе, дури нам ни е потребен и како матичен лекар психотерапевтот во ова време во кое што за жал сите ние живееме, а ако набројуваме во какво, и тоа ќе ни е потребно нели многу време. Меѓутоа, ајде да започнеме брзиот начин на живот и така натаму. Ајде да започнеме со тоа кои се првите показатели. Па има повеќе показатели, листа, ајде да кажам, не е тоа нешто што не мора да значи дека треба да е нешто драстично, значајно, кое целосно го ремети функционирањето во секојдневието, па дури тогаш да се рече дека може добро да се посети психотерапевт и да нели се надмине тој проблем со кој се сочуваме. Туку напротив треба да се почне од тоа кога веќе има некои потешкоти во смисла да еве ако функционирам релативно добро на некој начин во однос на работата, во однос на домашни обврски, во однос на семејното функционирање, но внатрешното чувство на незадоволство постои. Нема она пријатно чувство, радост, некоја среќа, исполнетот затоа што го... Тука да напоменеме без разлика и во какво богатство нели живееме и слично. Значи материјалното околу нас и не исполнува духовно. Не може толку да е значајно колку она што се случува во нас. Може да имаме нели и најдобра кола и други материјални добра. Знаете зашто ова прашање го наметнувам? Затоа што еве повозрасни
возрастните секогаш знаат да кажат што ти фали во тој стил на разговор или во тој стил на размислување кај нив, со оглед на тоа дека имаш убава кола, имаме живи здрави деца, имаме кров над глава, имаме јадење, имаме храна на маса и слично, и за нив тоа значи дека се е во ред и дека ние со нас нешто не е во ред, ако случајно ете не се чувствуваме убаво. Ајде да го појасниме сега тоа на оние повозрастните кои размислуваат на овој начин. Много често се случува да, баш таквото чувство на внатрешно незадоволство, на немање на чувство на среќа и пријатни чувства, затоа што го имаме сето тоа околу нас, е поврзано со нешто од минатото. Најчесто е со некоја загуба, може би загуба на драга личност, може да е загуба на, не знам, и нешто значајно материјално, може би сме изгубиле, може би прекин на некои пријателства што сме ги одржувале долго време, веќе ги нема. Така, може да е поврзано и со други видови на загуби или прилики кои може во однос на работа сме ги пропуштиле, во однос на избор на партнер, нали, иако сега, ако веќе се омажени, оженети, ќе речете, еве, има и жена и се, ама пак нема, чувството го нема на тоа незадоволство чувство. е тука. Тие некои може погрешни избори од минатото влијаат на тоа како се чувствуваме денес. Загубата и некои погрешни избори или доживеани трауми од детство, може би се манифестираат нели и може би многу подоцна во годините кои што ги доколку не се работи на тоа да се прифатат тие случувања, што и да се случувало во минатото, ако само се оди кон тоа да се поттиснат тие и мисли и чувства поврзани со тие настани, се повеќе како да тонеме, се поголемо е незадоволството во однос на она секојдневно функционирање. Се повеќе се зголемува таа внатрешна непријатност, е како да ни е сеедно веќе дали има или нема и кај сме, со кого сме. Живееме од ден за ден, некоја рамнодушност почнува да преовладува, токму затоа што избегнуваме да зборуваме дали и со себе си едноставно да се преиспитаме што е тоа што е поврзано од минатото и што влија и што не можеме да го прифатиме, да го надминеме, да едноставно го оставиме таму каде што се случило. Влија е на ова секојдневие сега. Затоа е добро кога нели ќе дојдат на психотерапија да поразговараме за тоа што се е поттиснато и таму нели ставено под тепихот да го извадиме. Ако може да не го гледаме. Верувам дека има такви случаи многу, затоа што ние кога гледаме една слика пред нас, таа ни делува многу убаво. Затоа нели велиме колку се тие среќни, меѓутоа тоа воопшто не мора да е така, затоа што секој си знае за себе какво чувство носи внатре, што е многу важно. Без разлика со какви материјални добра располагаме и во какви услови живееме. Некој може би да живее во мала куќичка да е многу посреќен од оној што го има, што има повеќе материјални добра пред себе и начин некој убав на живот. Меѓутоа, она што, мене ме интересира, кажавме за Скопје, зошто во помалите градови, дали таму е со оглед на тоа дека се познаваат сите меѓу себе, па ако некој го види дека влегол кај психотерапевт, може би нели да изгледа произлезат оние муабети разговори, под наводници оговарање и слично, дека тој посетил психотерапевт, малку народски да се изразиме за да ги појасниме нели нештата, што воопшто тоа мора да се каже дека психотерапевтот не мора дури психички да се чувствуваме не знам колку лошо, затоа што како што кажав психотерапевтот во останатите земји е добре доден како што си го имаат климатичниот стоматолог, лекар и слично, затоа што психичкото, физичкото здравје, сето тоа едно со друго е поврзано, поготово нели кажавме менталното здравје. Мислам дека тоа е поврзано со потребата да се објасни разликата помеѓу психијатар, психолог, психотерапевт, дека тоа се различни професии и и тоа да го разграничиме секако. Психијатарот ги дава лекарствата, така. Да. И иако и психијатарот работи советодавно со пациентите, но сепак користи фармакотерапија и многу повеќе е насочен кон работа со психотични растројства, значи со психози, каде што и тоа како за стабилизирање на состојбата се потребни медикаментозни третмани. И тоа е некоја состојба од која нели
не е известно дали може да биде реверзибилна или како ќе се развива натаму, треба да се контролира, може да е некаде и наследна и има многу фактори кои влијат, нели, каде што треба да се контролира. Невротските растројства се дел од нормалното секојдневие, од нормалното функционирање. Имаме невроза и психоза, така? Така, и гранични нарушувања, што е нешто измеѓу. Сега ние сме невротични. Значи, неврозите се за кај психологи, за кај психотерапевт. Значи, психотерапевтот може да работи и со психотични растројства, но секако кога веќе е во некоја ремисија, во стабилна фаза пациентот, некога е во некоја сериозно нарушена состојба. А во однос на невротските растројства, тоа се токму тие растројства кои влијаат да се отежни секојдневното функционирање, да не се користат оние капацитети што ги имаме, туку напротив, самите себе си на свој начин се кочиме. На тој начин си создаваме и психосоматски заболувања, на тој начин, нели, често се жалат луѓето, имам главоболка или некои болки во желудникот или грбот ме боли, притисокот ми е покачен. Сето тоа кажуваме поврзано со тоа што го доживуваме. Така, поврзано со психичката состојба на тој човек. Ако само се даде терапија... Дали ова се извинувам показателите каде што веќе време да се посети? Тоа е исто, еден од показателите каде што ако само се даде терапија, еве конкретно и за високиот крвен притисок, ништо не сме направиле. Само ги санираме симптомите, да се стабилизира ако може притисокот. И тоа е во ред. Јас го разбирам од некои други чувства кои што сме ги имале во себе, има некоја стресови и причина зашто тоа се јавува. Добро е, нели, да направиме испитувања во однос на органите, не знам, срцето, бубрези или се што може да влијае хормонален статус. Ако е сето тоа во ред, тогаш најверојатно е во прашање психичката состојба на пациентот. И затоа е тогаш потребно да се препорача психотерапија. Добро е ако лекарот даде одредена медикаментозна терапија за да не можеме да работиме со човек што има веќе 200 притисок, мора се стабилизира прво. Но ако се остане само со пиење на терапија, создаваме зависници кои само користат терапија за одржување. И тука може да се согласиме дека веќе менталното здравје е загрозено. И тоа како? Значи се повеќе не се работи на причината зошто доаѓа до покачување на притисокот, туку само да го снема симптомот ако може. И токму тука има улога психотерапевтот за да му помогне на клиентот да стане свесен што е тоа што не му се допаѓа, што го ремети неговото функционирање во секојдневието, за да го промени. Може би се работи за некои лоши навики. Разни незадоволства стикнати во животот. Така, да. Значи, кои се тие се лоши навики, може лошо функционирање со околината, лоша комуникација, тука доаѓаме проблеми кои траат долго. Заклучок дека и оние фрустрации кои што ги чувствуваат луѓето, незадоволства од било што во животот, едноставно и тоа е показател дека исто така треба да се посети психотерапевт. Меѓутоа, токму овие показатели кои што ние сега ги наведуваме и од тие причини јас мислам дека воопшто не се посетува, барем тоа е моето мислење, психотерапевт, затоа што тие мислат дека тоа е едно нормално функционирање што воопшто не е само од себе, да. Но токму тие незадоволства кога се насобираат или кога траат веќе лутина, долго, бес и било што и креираат непријатни чувства, емоции, токму тие може да го менуваат и карактерот на личноста, ако тоа долго трае. Едноставно почнуваме да се насочуваме да го гледаме само негативното. Се она што се случува околу нас, има и добро и лошо, меѓутоа се насочуваме самото тоа што долго време сме останале со лоши чувства прави да почнуваме да ги приметуваме само лошите работи, само оно што е негативно. Почнуваме да критикуваме и себе да се критикуваме и другите околу нас. И тоа се повеќе се наталожува незадоволство кое ако долго трае секако ќе резултира и со некоја болест. Не, да може, меѓутоа така е, да. Затоа е добро, јас не викам дека треба да ги гледаме само добрите работи, нели? Но
да има некој баланс и кога веќе ги гледаме тие негативни, да речем, работи, што не ни се допаѓаат, да го правиме тоа за да видиме како може да ги смениме, да направиме нешто во врска со нив, а не само да го креираме она лошо чувство и да го одржуваме, нели, тоа незадоволство. Така, кога, еве, ние исто така сме заедно, нели, со Сузе на своите работни места, каде што имаме комуникација со нашите гледачи, каде што имаме теми кои што ги поставуваме скокотливи или пак актуелни од секојдневието што ги носи и веднаш тука може да се забележи, да се почувствува некоја проблематика која што ги мачи, меѓутоа не лично за нив, туку еве сега малку и околу тоа може ли да позборуваме за состојбата, нели, во државата, за да се пронајдат и нашите гледачи и тука може да се забележи кај нив некој вид, нели, некој разговара на начин како што е потребно, некој на повисок, некој на поблаг тон, меѓутоа и тоа создава исто така револт кај луѓето. Еве не мора да биде индивидуално, нели, или секој за себе што доживеал траума од детство слично и каков живот поминал, еве и општеството колку влија и сето она што ни се случува во државата исто така на нашето психичко ментално здравје. Секако не можеме да се изолираме од случувањата околу нас, што се случуваат на едно повисоко, може политичко или општествено ниво. Колективно зборуваме за сите сега. И сето тоа нели, во однос на влие во однос на постигнувањата. Некој може би сакал да постигне некоја кариера, но со оглед на тоа какви услови има околу себе, може би е многу потешко во споредба со некој други, каде што би му било возможено многу подобри услови. Сигурно... А ние знаеме како тоа функционира кај нас, нели? Може да влијае секако, но пак ќе кажам, дали го гледаме она што го има или она што го нема. Она што од што сме задоволни или она од што не сме задоволни. Ако ние денеска само размислуваме за тоа што се не чини во држава и како, нели, денот нема воопшто да ни е убав. Политичарите се вакви, такви, политиката или Ајде малку совети за гледачите, да. Не функционира системот, институциите, нели, тоа секојдневно го имаме на и создава нервоза кај луѓето, да. Па да, создава, но прашање е на само контрола, да избереме на што од тоа ние можеме да влијаеме, каде ние имаме некаква функција за да смениме нешто или не можеме да направиме нешто. Нели, до каде сме ние, која е нашата позиција. Ако јас немам моќ како председател на Македонија да менувам некои работи, да влијам на некои работи, тогаш само себе си се фрустрирам, нели, со бавење на сите тие случувања. Ако тоа ме испровоцира, значи тоа незадоволство ме испровоцира да јас покренам некоја маса околу мене на луѓе истомисленици и да направам некаква промена, тоа веќе има корист. Незадоволството станува креативна сила која менува нешто. Влијаеме на она што не ни се допаѓа во околината, колку се нашите можности, нели? Ако сме сами е потешко, ако имаме повеќе луѓе околу нас, имаме поголема моќ да промениме нешто. Но ако само седиме и зборуваме за тоа што се не е добро и што се не чини, едноставно самите на себе си го креираме тоа чувство на незадоволство, на неможност да се влијае, на некоја пасивна позиција. Ме интересира, еве за крај да ги искористиме минутите. Многу брзо времето поминува со вас секогаш и затоа добре дојдене сте, отвараме многу теми кои се многу значајни, се разбира, за нас. Дали едноставно, еве од овие причини или може да бидат показатели? Тоналитетот на гласот, на каков начин зборуваме, се обраќаме кон луѓето, гестикулации, експресија на лице, дали тоа може исто да е показател дека некој треба да посети психотерапевт? Еве, основни. Па добро, или не мора секако да значи. Може да препознаеме кога некој е незадоволен од нешто, нели, и она невербална комуникација покажува некој како се чувствува или со какви мисли е со себе си како е. Но треба да го слушнеме, нели, што има да каже. И добро е кога тој би сакал да зборува за тоа и да се разреши таа ситуација што го испровоцирала таквото чувство.
Да има некаква акција во однос на непријатното чувство што владе внатре. Ако е само одржување на тоа непријатно чувство и не правење ништо во врска со тоа, а постојат очекувања другите да го препознаат тоа, другите да направат нешто за нас, другите се тие што може би го предизвикале, некако одговорноста за тоа како се чувствуваме, ако ја префрламе таму надвор кај другите, многу е потешко дека ќе се разреши тоа на добар начин. Веројатно ќе води кон конфликт затоа што тоа како се чувствуваме е одговорност наша лична. Не се другите таму одговорни. За самиот крај, еве уште еднаш, оние анксиозности, депресии, кои што за жал ги имаме се почесто, еве ќе наметнеме тоа да ни биде и следната тема, анксиозноста и депресијата. Од сето ова што ние досега го зборувавме и го наведовме, сите оние кои што не посетуваат психотерапевт доаѓаат во состојба на борба со анксиозноста, со секојдневието, што воопшто нималку не е убаво чувство, меѓутоа доаѓаат и за жал во фази и на депресија, која што потоа потешко, нели, потешко можеме да најверојатно потребни се многу повеќе сесии за да се извлече некој од таа депресија. Добро би било, затоа што многу луѓе и не препознаваат дека се во депресивна фаза, дури како да е тоа нешто нормално и ќе помине, но не е така. Не поминува. Се повторува, може да влие малку на некој начин околината, па малку да го поткрене, но потоа пак се подвинува на тоа депресивно расположение. И може добро да зборуваме малку повеќе во некоја следна прилика да опишеме се што подразбира депресивното расположение, депресивна состојба, фаза и нели да можат и луѓето да го препознаваат тоа кај себе. Веќе сме договорени за следното гостување. Многу благодарам што бевте дел од нашата утринска програма и се гледаме, се разбира повторно. Сузе, тука ние завршуваме, каде што мора да признаеме на сите ние. Потребен вака. Неопходно е минимум еднаш во неделата да отвараме вакви теми и да охрабруваме многу наши гледачи да бараат решение за себе, можеби или за некои од своите блиски кои што се соочува со одредени промени во неговото расположение и однесување.